Жителите на неколку стамбени згради во Кочани вчера го почувствувале најсилниот од царијата земјотреси и ги напуштиле становите поради страф од уривање. Граѓаните кои во моментот на потресите се нашле дома го почувствувале тресењето на тлото и забележале дека се лулат лустерите и другите висечки предмети. Потоа се јавувале до роднини и пријатели за да прашаат дали кај нив се почувствувале поместувањето на тлото. Во Кочани? Не, во Скопје дека имаше и околината. Не, дома се на фотелјата. Од 3:15. Скопјани знаат, праши ги ни. Тука не го седиме. Што да ви кажам, земјотресот многу така сеизмолошки многу не го се и мало земјотрес, малку ме дрмна мене, ама тоа не му обрна многу внимание на тоа, како ништо да не е било. А јас уште не сум го сетила во Кочани. Малку така сам. Инаку несилниот земјотрес вчера се случил во Скопско епицентрално подрачје, нешто по 15 часот со сила од 5,3 степени според Рихтер и предизвика паника меѓу граѓаните на Скопје и околните населени места. На него му претходеа послаби земјотреси од 2,9 и 3,8 степени во раните утрински часови. Тлото во Скопско се уште не мирува, бидејќи денес околу 11 часот е регистриран нов земјотрес со послаб интензитет. Меѓутоа серијата земјотреси не им дава мир на жителите на главниот град, но и на оние од натрешноста, бидејќи утро во голем број ученици и студенти заминаа во метрополата, а родителите и најблиските стравуваат за нивната безбедност.